почитувана министерке, председателке, колеги пратеници. Денес, кога започнавте да го образлагате ребалансот кој што е пред нас како пратеници, најпрво имавме можност малку повеќе да слушнеме за политиките на Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 7 години. Или од она што вие го кажавте, ќе нам поменам неколку работи. Анализирано според расходната страна на бруто домашниот производ, минималниот раст на економската активност е резултат на позитивниот придонес на домашната побарувачка во услови на зголемени бруто инвестиции и зголемена потрошувачка. Бруто инвестициите забележаа раст од 23,6%. Согласно подоците од анкетата на заработна сила, стапката на невработеност во првиот квартал во 24 изнесува 12,9%, што представува намалување од 0,1 процентен поен во однос на претходните 0,4% во однос на истиот квартал од 23-та. Се бележи раст на платите во првиот квартал, односно реален раст од 12,5%. Просечната нето плата во април 2024 година забележа номинален раст од 13,7 и раст од 9,3 на реална основа на годишно ниво. Странските директни инвестиции во земјата во првото тримесечие изнесуваат 290 милиони евра и во однос на истиот период мејатата година се зголемени за 134,1 милион евра. Во првата половина од 2024 година инфлацијата забележа забавување на раст и стабилизација на ниво 3,7, а се забележува најголем годишен раст на нето плата во образование, земјоделство, информации и комуникации. После тоа следуваше нешто или презентирање на некаков план, од што јавноста свати дека не знаете што правите во моментот, ниту пак знаете што ќе правите во наредниот период. Една таква влада имавме, таа до 2016 и таа велеше дека има некаков план и тогаш имавме кратење на даноци, кратење на работнички права, ниски плати, мала улога на државата во економијата. И тогаш и сега не гледаме ништо за справување со сиромаштијата, за подобрување на животниот стандард, видовме само запирање на постапки за вработување, запирање за склучување на нови колективни договори и не оставање ниту простор за репреговарање или преговарање за нови. Иако повторно се оперира во јавноста со термини за кои сметате дека се неразбирливи за граѓаните, ама има некои кои што ви ја научиле реториката и разбраа дека флексибилизација на пазар на труд значи кратење на работнички права. И видовме кратење на буџетот за научно-истражувачка работа на пола, кратење од проекти, лаборатории и така натаму. Не се предвидува покачување на платите практично во ниту еден сектор, ниту во образование, ниту во здравство, ниту во полиција, ниту за армија, не се почитуваат ниту обврските од општиот колективен договор и нема да има зголемување ниту на минималната плата на 450 евра како што бараа синдикатите. Жалам што први на удар беа платите на културните работници, нешто што е резултат на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз со подпишување на колективниот договор во 2019 година, наспроти оној кој што беше подпишан, ама не беше почитуван во време на ВМРО ДПМН. Исто така, видовме дека нема предвидени пари за покачувањата на платите во високото образование. Дека спроведувате неодговорна фискална политика, произлезена од ребалансот на буџетот за 2024 година, покажуваат два индикатори. Порастот на јавниот долг и високите камати на кредитите што ќе треба Македонија да ги враќа и она што, според експертите, државата ќе ја воведат во должничко ропство. Еден индикатор кој што загрижува е дека до крајот на годината ќе треба да издвоиме 300 милиони евра за отплата на камати на кредити. И јас ќе кажам само вака, 300 милиони евра се повеќе пари отколку што државата дава за социјални надоместоци за сиромашните. Наместо за вистински проблеми со кои се чуваме како држава, овие средства ќе одат на камати за кредити, нешто што представува неодговорна финансиска политика. Во 2017 година со ребалансот кој што тогаш го правеше тогашниот министер за финансии Драган Тевдовски беа скратени буџетските расходи за 50 милиони евра, односно 2% од тогашниот буџет, а исто така и од дефицитот. Се кратеа непродуктивни трошоци и владата се однесуваше одговорно кон јавните финансии. Новава влада уште со првиот ребаланс ги зголемува и расходите, и дефицитот, и долгот. Мислам дека треба да признаеме
дека ребалансот и кратењата најпрво се заради новите 4 министерства. Тоа значи 4 нови министри, 4 заменици и 4 државни секретари или 12 нови функционери и безброј други вработувања. Велите дека нема непродуктивно трошење, а гледаме луксус од првиот ден. Затоа треба да се знае дека ребалансот е за задоволување на коалицијските договарања, меѓутоа како власт која што 7 години спроведуваше позитивни политики, треба да признаеме она што е добро. Во овој ребаланс, она што е добро е дека инспекторатот за македонски јазик, кој што произлегува од Законот за употреба на македонскиот јазик, кој што го донесе претходната влада, кој што 18 години никако да се најде ниту пред пратениците, а камоли да се разгледа за негово донесување, има пари и тој ќе може да функционира. Што значи дека овој инспекторат, онака како што го оставивме, односно до фаза на формирање, сега, благодарение на овој ребаланс, ќе може да функционира. И благодарам.